Добър ден, дали ме слушате? Окей, супер. Видите, значи, имаме лиценца за 100 учесници што може да се пријават, така што остатокот од луѓето што сакаат да присуствуваат на оваа обука нема да може да се уклучат. Така би замолил ако сакате да дел од луѓето да се исклучат, барем да имаме по еден од фирма или по двајца, а за другите ќе го испратиме ова видео, како што направивме минатиот пат, ќе можете да го следите на тој начин. Дали е тоа во ред? И уште се 100 луѓе. Некој се исклучува, некој се уклучува. Океј. Закачи? Супер. Океј. Добро, можеш да уклучиш микрофон горе? Здраво. Да, добро се слушам. Океј. Еден од нас ќе треба да го исклучи. Океј. Денес ќе продолжиме со вториот дел од обуката. Ќе имаме во поголемиот дел ќе бидат практични примери и ќе одговориме на дел од прашањата што не успеавме минатиот пат, заради тоа што беа поврзани со ова што ќе се зборува денеска. Горан ќе продолжи, од мене имајте пријатна обука, се слушаме после. Само да замолам уште еднаш, јас ќе направам уште еднаш прашалник, ако сакате да го пополните и заради полесна комуникација, како што ви кажав минатиот пат. Минатиот пат не го пополнија луѓето, не сите, така што немавме доволно податоци. Океј. Здраво, уште еднаш. Значи, како што напомна Бобан, ова ќе биде втората презентација. Значи, ќе продолжиме од што го напомнав на првата презентација, сега со конкретни примери, следство на некои прашања што ги имавте тогаш, значи ќе ги поминеме сега. Сега јас уште еднаш би напомнал. Сега во фонија, што да се одземе два пати. Еднаш го се вклучи. Фонија има. Па кај тебе да бе. Исклучи го твојот микрофон.
Окей. Сакам уште еднашка да напомнам, оној делот, значи, што е за юзерите, тоа мора да посветите внимание се на почетокот, затоа што мора да се отворат кај нас на платформата, за да може да комуницира со царинскиот веб сервис. Сега јас чисто ќе ви напомнам каде може, значи, да ги видите тие юзери. И може, значи, валате конфигурација корисник во Casper CDEPS. Имате Windows Server User, Windows Service User и Windows Service Password. Значи, со овие се најавувате на NCTS 5 веб страната. И тој юзер и пасворд што е за CDEPS-от на веб сервисот е за веб страната и за веб сервисот на NCTS 5. Се надевам дека меѓувреме поинтензивно, значи, разгледувавте апликацијата. Значи, како што кажав, има оние два дела, Departure и Destination. Нормално, нели, се првенствено се креираат клиентите. Откога креирате клиент на предмети, че може да креирате кейс. И се бидејќи ова го поминавме на претходната презентација, сега нема да не влегуваме во тој дел. Сега вака јас, значи, ќе направам, бидејќи веќе имам спремено некои примери. Че сакам да ги опфатиме овластен испрачач, овластен приемач и колку, нели, ќе можеме со меѓународен транзит, затоа што на меѓународен транзит нема да пуштиме, зашто ово што ќе тестираме на предпродукција на царина, да не направиме некој проблем со Брисел, зашто не знам дали во царина го имаат врзано системов со Брисел во продукција. За да го разгледаме овластен испрачач и овластен примач, тоа подразбира дека од страна на царина компанијата има издадено соодветно одобрение. И сега, умеѓувреме, царина за NCTS 5-ката ви издаде нови одобренија и тие се интегрирани, значи, во MEOS модулот на CDEPS. Значи, имате нови одобренија. Во конкретниот случај, значи за OLR на 48, сега ќе го погледнеме. Во однос на делот на овластен испрачач, следствено на одобрението, царина издава авторизацијски број и одобрена локација. Соодветно на тоа тие треба да се пополнат во транзитот, значи на Approved Place и Authorization Number. Approved Place се става, значи, авторизираната локација, бидејќи ова конкретно е за испостава МК0010, значи царина за секоја царинска испостава каде што ќе работите, ќе ви издаде по еден или повеќе такви брои, зависи од природата на работа. Например, во зона може некоја шпедиција да има дури на зона повеќе локации, да речеме, ако има нели повеќе фабрики, доколку би се правило таму извоз. И во делот на партиципент,
кај што е authorization, тип C521 се става авторизацијскиот број. Значи, само тоа е спецификата во делот на location of goods, approved place authorization number. Ова authorization number значи дека се внесува авторизацијската локација и одобрено место. И сега тука има исто така некои специфики. Во некои од земјите на Европска Унија може да биде авторизиран плес, значи тамо не даваат, значи локации овластени, него се внесува авторизацијскиот број. Тоа за некои големи фирми, да кажеме, за да не се оптеретува нивното работење, ама кај нас системот задолжително да има и овластена локација и авторизацијски број. Сега ќе направам клон, автоматски креира нов кейс и соодветно во кейсот се креира декларацијата. Еве на edit само да провериме дали е све коректно. Има авторизацијската локација и внесен е бројот на одобрение. Сега ќе направиме проверка, значи на коректноста на внесените податоци. Значи на Валиде проверува дали се попунети задолжителните полиња и некои зависни полиња, зависно од ролевите кои што во моментов ги имаме обработен. Откако е направена валидација, и сега само да напомнам, бидејќи се работи за поедноставена постапка, добро би било да ги бележите соодветно, нели, декларациите. Значи имаме флек дека е поедноставен. Значи јас ќе ја внесам за да може да се направи, нели, разлика кои транзитни декларации се во редовни, а кои се, нели, поедноставени. Успешно е пратена транзитната декларација во царинскиот систем. На update messages правиме проверка на сите промени, на сите декларации, че не само на ова што сега испративме, него на сите. Да провериме Чилораното е 4T. Мамо, вие ништо не ве слушам. Нека грешка. Че системот вратил P6, тоа значи дека некој rules, што го сгрешиле, ќе провериме. Да, добро.
Значи, вака сега, бидејќи претходната декларација што ја планирав, беше во релиз, значи ослободено, имаше 29-ка, но меѓувреме ние направивме тие податоци да ги зима автоматски од 29-ката и заради тоа има рул кој што нели, се крши правилото, овие треба да бидат празни. Че сега ќе ги испразниме, ќе направиме копија. Че многу едноставно. Че холдерот на транзитот да направиме кат на даночниот број и соодветно називот, адресата, поштенскиот број, местото и државата ќе ги испразниме. И ќе го вратиме даночниот број со тоа што би напомнал дека контакт името, телефонот и имејлот на холдерот на транзитната постапка се задолжителни. Добар ден на сите, дали се слушаме? Че имам исплечач, имам примач. Сега морам и овде да ги избришам, зашто и следствено од 29-ката и овие податоци ги взимаме. Че само МК даночен број. Во холдерот и во примачот, а во испречачот таму веќе немаме значи еври број или даночен број, него се ставаат името, адресата, поштенскиот број, градот, местото и соодветно овие опциони се контакт нейм, фон и имејл. Правим валидација. Добро, че имам уште сити не сме го избришале во холдерот. Значи на валидација можете многу едноставно да проверите што не е коректно попунето. Добро, сега ќе направиме ново.
Ништо не ни го државата не ни ја празник, треба тоа да го провериме. Трябваше да плати 12. Окей, има некоја ситна камата тука сигурно. На крај на месецот. Тоа 4 дена. Ама ќе треба кеш, не би ти ми кажа во кеш да. Спомени на Роза. Така са... Да не биде како вани поставено на паката. Да, да се, може сметки да ме дадеш? Сега ги спремам да ми кажа. Тига, ама... Мислам дека се врати брзо и она има поливи музика како се не помня. За градинката? Па ги слушав че нещо зборија со... Па нормално бе... Нормално. Да, значи ископирав нова, или што се празни, оној дел што напомнавме со 29-ката, Знам што туку има некој проблем, ќе го коригираме, значи тоа брзо. Таа е клон од некоја си што постои тие. Ама клон на Порчагина, таа е цвета, како се вика, на Јулија Јурека. Значи, ако ја додала на неговата Таа е таа клон на 11 години. внатре на школата, ама пишале, нова центарска градинка само за дечињата на насел во пролет и мажено. Значи, ние сме под... Да, ама ние сме под пролет, така? Ја мислам дека тоа Не се пролет. Е, како не сме пролет? Не се пролет. Да, имаме пролет. Знаеш, стоја да он пролет. Од прилет кога направивме валидација и испративме декларацијата. Да, неверојатно нешто моментално цари на Мутирес. Аха, Мутирес. да, сега добре. Да, ама нешто шеров се изгуби сега. Има. Аха, да. Добро. Значи има нешто моментално не е достапно на царина, значи веб странава, нешто и со веб сервисот, значи ќе продолжиме.
Че, конкретно ова вчера што ја пуштав, значи ова вечерта ја што го правив, примерот, го тестирав, добива, значи, 28-мица и сега моментално има, тајмерот е наместен на кратко, значи на 5 минути. Значи за 5 минути добива 29-ка и кој ќе добие 29-ка, тој е релисов транзит, може веднаш да се, после тоа, нели, да се прави прием. Значи тоа ќе го демонстрирам, нели, како е направено и што е специфика кога се прави прием. Во Аха, нешто инсталира. Добро. Добро, окей. Добро, окей. Како ќе стигнеме тоа? Окей, фала ти. Црно. Добро, значи моментално се тестот и предпродукцијава што е на царина, нешто да одржуваат од фирмава која што го изработува, нели, системот. Значи јас ќе продолжам на делот на destination, што е специфично кога се прави овластен прием. Значи исто и за овластен прием има авторизацијска локација, сега конкретно на Тетово, на 1080, соодветна авторизацијска локација 24 МК 00 1080 по овој дел тука означува на која царинска испостава. Кога се прави приемот, мора да се внесе кај Trader Destination, МК даночен број на фирмата која што го има одобрението за овластен приемач, се внесува времето кога е пристигнато и во тај квалификатор се става овластената локација и авторизацијскиот број. Во делот на авторизација тип C522 се внесува бројот на авторизацијскиот број. Исто и ова е во делот MEOS на SIDEPS. Од кога ќе се, нели, внесе, исто така се прави валидација. Од кога ќе се направи валидација, може да се испрати на царина. Само сега не можеме, затоа што моментално не се достапни царинските веб страна и веб сервис. Добро, јас планирав други, значи, примери чисто да изработиме, бидејќи не е достапно се во царина, нема да можеме да ги пуштаме во царина. И сега би напомнал околу делот. Да. Меѓународен транзит на тој дел сакам сега. Значи, овде е релативно едноставно, значи, за овластен испрачач и за овластен примач има авторизацијска локација, approved place, соодветната овластена локација според царинската испостава и авторизацијскиот број. И тоа важи и за овластен испрачач и за овластен примач. И сега почнав чисто да помнеме за меѓународен транзит. И сега, бидејќи Македонија не е договорна страна во НЦТС конвенцијата, може да се изработуваат и меѓународни транзити на одредишна испостава во Европска унија или во друга договорна страна. Че еве конкретно еден пример, јас го изработив, сега ќе ги погледнеме сите финеси.
Само да видим за меѓународен транзит. ОВР на 4C. И, например, ќе го направиме да биде од Македонија за Унгарија, од почетна депарчер испостава 10-10 до ќе земе нека до Унгарија испостава. Според старото решение, чисто некој конкретен транзит ќе земеме, за да земеме некоја внатрешна испостава. Значи, 411-3-0. Значи, тоа е, ако меѓународниот транзит е со security, че може да биде со извозна, влезна, излезна и влезна, излезна, зависно ли дали се оди во повеќе договорни страни. И само конкретно, бидејќи ќе оди, да кажеме, преку Србија, иде преку една договорна страна, и другата договорна страна е Европска унија, значи од Македонија, идеме со излезна. Тука задолжително поле лимит дейт, значи тука се внесува кога би завршила, нели, транзитната поставка, која до Унгарија, да речеме, се става 7 дена. Сети ќе ставиме, да речеме, 17. Значи, во view mode сум да го сменам во edit. први, че една недела ставам плюс. Еве, нека биде дека е поедноставена постапка со proof place, од која, нели, испостава. Еве дека иде за Унгарија некоја испостава. Паза ќе направам снимање. Во делот на транспорт се става рута, значи од Македонија, Србија, Унгарија е рутата, и задолжителни се во place of loading и place of unloading, значи државата и локейшнот од каде, нели, започнува транзитот.
Заложително на, на граница, значи транспорт менс, која е регистрацијата, кој е возилото, да не може да заради некој случај да на граница да биде и друго возило се смени, да речеме, влекачот. И уште една има специфика, транзитна испостава и испостава на излез. Сега овој дел тука девелопер тимот го средува. Значи тука малку имам измешано, значи место да ги дава испоставите имаме ставено друг некој шифрарник, што ќе го коригираме денеска во текот на денот. И сега во конкретниот пример, бидејќи Србија е следната нели договорна страна, ставаме РС 01 5172, ова испостава е од Табановци од другата страна на Србија, и втора испостава влезна во Европска Унија, пример Хоргош, ХУ 37500. Тука е специфично, мора да внимавате со транзитните испостави, затоа што ако тој дел го сгрешите, ќе го одбие, значи, царинскиот систем. Изгуби нешто? Шил? Вот документ. Што? Вот, гледа. Не нещо ширам се. Ама не го гледам ја. Шо? Горица Митовски го гледам. Други гледат, не се скидате. Ова ли е? Да, ова е така. Да, добро, значи тие се спецификите. Во овој случај, нели, бидејќи е поедноставена, исто ќе го внесеме флегот за поедноставена постапка. Значи, кај меѓународен транзит се наведува каков тип е на security, лимитетот, се внесува, значи, за колку дена би стигнало. Нормално дестинационата испостава не е во Македонија, него е во некоја од договорните страни. Се става транзитните испостави, овој дел, значи, што рекол дека ќе го коригираме во текот на денов. И во делот на транспорт се внесуваат задолжително, значи држава и локација од кај што започнува транзитот и држава кај што завршува транзитот и место, нели, кај што завршува и соодветно, нели, рута по која што се движи возилото. Да, добро, значи тука е таа специфика, сега не можеме да го пуштиме во царина, бидејќи не е достапен Овој сад може царинскиот систем. Сега Сега ќе дека е достапно нешто. пробам се. Да, само малку да видам сега веќе достапен сервисов. Да го продолжиме, значи, претходниот пример.
4F. Да, само да видам има некој правило B1806, што значи само на кратко. Значи, дето лимит ми е погрешно. Сега ќе оставиме денешниот ден. Да. Сега, значи, коректно. Имаме добиено морен број, ќе направиме проверка. Да, коректно. Значи имаме добиено морен број.
Само треба да видиме нешто моментално не ги презема преку веб сервисот пораките. Ќе провериме да видиме теков на денов. Значи за 5 минути ќе добие статус на ослободено. Значи возилото може да тргне, значи ќе почекаме малку. И после тоа ќе направиме овластен прием. Да, има некои забелешки, нешто, коментари, Да, нешто. чекор по чекор го направиме едно. Не го разбира целиот процес од почеток до крај. Креирање на комплет меѓународен транзит со и без овластен испрекач, чекор по чекор, вака се бутне. Да, добро, тој дел не можеме заради транзитната испостава, таму малку некој шифрарник с него повлек, нема да можам да го пуштам, Не да го Али- пуштиш, али ќе го поминеме. почеток Да, до да, крај. ќе го поминеме рубрика по рубрика. Да, моментално гледам пак не е нешто достапно. Добро, додека чекаме. Че ајде меѓународен транзит, ќе го поминеме рубрика по рубрика. Почеток до крај. Значи тип на декларација Т1, дополнително тип А, стандардна транзитна, security, дали има влезна, излезна, или влезна, излезна, зависи ли од договорните страни. Са овој дел тука, тие спецификите ќе ги решаваме во од, што има некои правила кои што треба да се исполнат и дали нели се признава влезна и излезна збирна декларација на не секоја од договорните страни. Ја не знам за Македонија, например, и дали се признава во Европска унија. Значи, прво тоа е предуслов да се признава. И ја предпоставувам дека следствено на НСТ четворката, бидејќи ја признава влезната збирна, ќе може, значи, и сега да ја користите. И сега имате задолжително поле, limit date, пример, речеме на недела, дека би стигнало до Унгарија, country of dispatch не се пополнува, во примерот имаме контењер, ова поле, нели, на претходната презентација напомнавме дека се пресметува како сума од бруто килажата на поединечните наименувања, тиркар не се пополнува, ова редуцирани податоци е нол, че нема да користиме тоа. И сега, ако е меѓународен транзит, со поедноставена постапка, во тој случај мора да се внесе одобрената локација и авторизацијскиот број. Во конкретниот случај, за 10-10 испостава, е соодветно ова овластена локација. Значи, царина ви ги дава сите овластени локации и одобрение. Во делот на participant, во authorization тип на постапката е C521 и се внесува авторизацијскиот број. Ова е број на одобрение, кој што во мейл системот во изминатиот период царина значи ги прати на сите иматели на одобрение за овластен испрачач или и овластен приемач. Значи овој дел е кој е поедноставен. Значи овластената локација authorization numberот и бројот на одобрението. Сега ќе идеме понатаму, значи тип на транспорт, овде се внесува значи специфик, значи А0, А20 се внесува експрес. За име, значи ова е мора тука да внесете една од двете опции, најчесто е првата. Release date, значи, се зима од порака 29, ова не се пополнува. Country of destination е задолжително поле.
Тука е, значи Унгарија, треба да се поправи ова. Типот на транспорт, Bright of Date се зима од порака 45, купната бруто маса автоматски се пресметува и бордер транспорт овде е задолжително затоа што на граница каков е типот на транспорт. МРН бројот се презема автоматски од порака 28, како што ќе стигне, тука се пополнува и акцептанс дей, датум на прифаќање на транзитната декларација, исто од порака 28. Овој дел уцер референс, ја само чисто како пример, тука имер ставив, значи ова се пополнува зависно од број што го доделува транспортерот. И Simplified Procedure, значи ова поле не постои во XML што се испраќа на царина, него кај нас го има у системот за да правите разлика кои ви се редовни, кои ви се поедноставени. Транзитни ви испостави напомнав, ова ќе го коригираме у теков на денов, значи се референцира на моментална погреша шфрелек, треба на транзитните испостави и на транзитов ексит се употребува од кога ќе влеземе во Европска Унија. Овде се партиципентите, зависи колку има број на наименувања, сите тие специфики, прошлиот пат што ги напомнавме. Носителот на транзитната постапка се внесува, испрачачот, во конкретниот случај немаме негов EURI број или па даночен број, него се внесуваат името, адресата, сите овие полиња тогаш се задолжителни. И во делот на примач се внесува само МК даночен број. Името, адресата и сите овие работи не треба да се внесат, зашто не треба да се испратат од царина, него ние тие после од порака 29, да ги враќа царинскиот сервис, ги пополнуваме. Се идејата е понатаму, бидејќи ќе оградите шифрарникот на фирми, овде значи да ги има овие внесено, ние улет ќе ги правиме само да го праќаме даночно број коректно кон царина. Само сакам да напомнам дека ќе почне системов, доколку има даночен број, останатите полиња, име, адреса, код, место и држава не треба да се пополнат. Во конкретниот случај имаме индикатор за контењер, и има ставено еден контењер, немаме пломба. Депарче транспорт менс, тука значи се става типот на транспорт и на граница е задолжително внесување на транспортот. Во меѓународен транзит се внесува рутата и задолжителни се внесуваат државата и локацијата на утовар и државата и локацијата на раствор. Ја мислам дека е окей се, ака поминавме за меѓународен транзит. Значи, ние се... Да. Со овластен и со поедноставена постапка. Че може да биде меѓународен транзит без поедноставена постапка. Во тој случај, значи, нема да се пополнат овластената локација, било да речеме со назначена царинска испостава, и овде по испостава и ќе се внесе кастом офисот на депарче. И не се внесува соодветно во партиципент одобрение. Значи не е овластен испрачач, него е меѓународен транзит без поедноставена постапка. И заради дистинција, тогаш индикаторов на поедноставена постапка ќе биде нол. Бидејќи нема овластен испрачач. Се надам дека во царина е поминато, дека имаме 29-ка, за да направиме овластен прием. Од царина. Пишува го основање. Да. Па така беше договорено да се уклучат и царина. Да. Инаку и на ова презентација ги покадив од царина. Ако има некои забелешки, може да помогнат на цел на презентацијата.
Да, значи веќе тајмерот е на 5 минути, од 10:52 била добиено марано број, од 10:57 е ослободено за транзит, нели може да тргне возилото и оди на дестинација. Сега може да го направиме реално овластен пријем. Значи, идеме на модулот Destination. Сега за побрзо јас во истиот кейс ќе го внесам. Може да се креирате ако сакате нов кейс. Значи мрн број за кој што ќе правиме овластен пријем. Е овој. Значи кога пристигнува возилото, 10.1. во 11:04 минути. Simplified procedure, тука е и во XML постои тој так, задолжително се внесува. Сега ние во конкретниот пример ќе го најавуваме на 10:80 на Тетово, затоа што за таа испостава имаме овластена локација. Исто и овде тип и квалификатор, овластено место и authorization number. Овластената локација е 24MK001080 на соодветната испостава 1080. Trader destination е шпедитерот на дестинација. Тука е фирмата со која што тестираме. И во долниот дел на authorization се внесува тип 522 и бројот на одобрение за овластен приемач. Значи тука е едноставно, само ова се внесува за овластен приемач. Не, повеќе отргнеме као останато е дека задолжително. Да, значи тоа зависи од типот и квалификаторот, во конкретниот случај одобрена локација се внесува во одобрената локација. Да, сега ќе направиме валидација. И ја праќаме пораката во цари. Ќе провериме на царинската веб страна кој е статусот на декларацијата. Значи тука на царинската страна на истиот дел, значи на истото МРН ќе се појави порака ИЕ 007. Да, веќе е испратена. Моментално тајмерот е на 5 минути. Ќе почекаме и ќе да дојде до можност за растовар, значи порака и е 043. Само меѓувреме, во однос на првата презентација што напомнав, девелопер тимот, значи, интензивно ги развива и останатите пораки. Значи, ќе имаме и порака 34 во понеделник, тоа сигурно. Сега ќе ја пуштиме преку веб страната
на царина, чисто да завршиме постапката, ама ќе можете и од кај нас од систем да ја пуштате. Значи тука би имало уште едно клопче IE044. И во делот на депарчера, тука ги развивме значи сите пораки, само не ни се реални тестирани во препродукцијата. Значи порака за измена, invalidation барање за поништување, имаме порака 54, тоа е барање за ослободување, доколку нели од тако статус е транзитниот документ. И е 170 ако е пуштена како дополнителен тип декларација Т, че тогаш имаме и 15В порака како notification, тоа е најава дека е планирано да пристигне возило во транзит. Усвари дека ќе правиме нели возило во транзит и кога ќе стигне нели возилото, тогаш ќе праќа таа порака и е 170, значи и таа исто ќе имате. И успеавме и ова делов за non-arrivet, значи ако е по случај на ако има некоја испитна постапка, па има дело таму за истражување, ако треба нешто да се наведе, тој дел е задолжителен да се испрати од царина. И се во секој случај, значи можете тие истите пораки да ги праќате и преку системот на царина, значи преку веб страната на царина. Со тоа што би напомнал дека се користи истиот начин на потпишување на пораките како во SIDEPS, значи мора да го имате отворено значи ова јава апликација за дигитално потпишување и да биде избран соодветниот сертификат. И во делот на за да може нели да го учитува сертификатот, треба да биде додадено во exception, значи оваа страна. Практично преку ова се потпишува поракот. Само да видиме. Да, уште кратко време. Се доби 43 порака, ќе преминеме на креирање на порака 44. Не ги читам, да ти кажам. Не ќе биде значи може. Не бе ми се изгубија. Не знам дали видиш како да ги правим. Прашање да ти да се кажам. Овде, каде? Кои прашање да ги адресирам? Не, нешто се желат да се слуша. Добро, гледам дека има прашање дека не се вклучува програмот NCTS5 со лозинките од соцстат, значи не треба лозинката од соцстат, него најавата во Фретнет апликацијата е како што се најавите во Каспер SIDEPS. Пример, ако е, не знам, за траншпет, тран 00 некоја бројка, или за дени 00 некоја бројка и соодветно нели лозинка. Сега, како што напомнав, има најава на царинската веб страна. На SIDEPS делот кој што е user management, тој, значи дело со юзери се користи во NCTS5. Значи, освен најавата на
на веб страната на SIDEPS, на продукција, да кажеме, има credential за веб сервис. Значи, username и пасворд на веб сервис. Значи, како што напомнав на почетокот. Значи, во Kaspersky SIDEPS ние ги имаме внесено, нели, еднашка мора да ги внесеме за да комуницира со SIDEPS. Значи, user, значи, веб сервис username и веб сервис пасворд. Сега, ова што е на веб сервисот на SIDEPS е истовремено најава, значи, на веб страната на царина. Значи, најава на страната на веб царина. Еве, например, јас ќе пробам со VGS чисто да видите. Што сега се најавив конкретно со Владко од VGS. Че они нема да изработуваат транзит, ама бидејќи се регистрирани во системот SIDEPS и најавата што е за веб сервисот, юзерот и пасвордот, истите тие се користат за најава на веб страната на NCTS5 и соодветно за веб сервисот. Не само да проверам дали доби порака 43. Да, значи после 5 минути имаме порака 43, значи дозволиме разговори, може да испратиме забелешки, значи порака е 044. Са моментално таа порака ја немаме аплицирано во Freightlab. Значи во понеделник ќе имате сигурно, значи сега ќе ја направиме преку веб страната. Значи имаме unload remarks. И во делот unload remarks се внесува и conform loading completion yes, датум, значи, на unloading date и ситуација на state of sales, значи какви се пломбите, дали имаме забелешки, дали немаме забелешки. Сега во 43-ката, значи се презима податоците од испратениот транзит, значи од 29-ката, што е испратена, со плюс некои полиња, се доаѓа 43-ката. И се ако нема пломби, тогаш овде не се внесува, че тој транзит беше без пломби, и на submit веќе е испратено, remarks се испратени и добиваме порака 25. Тоа означува дека е ослободена гаранцијата. И треба порака 45 да се испрати до депарче, значи на испоставата на испраќање. Да, добро, значи тоа може на денеска да го покажеме, овластен испраќач и овластен примач, значи конкретно направен овластен испраќач според параметрите на одобрението и креиран овластен прием на истиот. И сега бидејќи истиот мрн број на царинската страна се појавува на почеток испратената 15-ка, 928 дека е функционално исправна, 28 дека е прифатен транзит, 29 дека е ослободен, и тоа беше 29, стигнало на одредиште, пуштаме седмица, после 5 минути добиваме 43-ка според одобрението, мислам дека ќе биде 30 минути за сите, во понеделник ќе почне системот, и испраќаме порака 44 за забелешки. Само може да имате и некоја забелешка, дека пломбата не чини или тие работи, че треба у remarks да наведете
Нели ако имате забелешки, тогаш доаѓа на друг начин постапката. Се префрла во царина, доаѓа царински службеник. Е сега, нели, областен испраќач и областен примач, операторите во фирмите кои што имаат таков тип на одобрение имаат и овластувања делумно на како цариник имаат овластување. Значи автоматски иде додолување на пораките. Значи тоа денеска можеме вака во лайв што се вика да го презентираме, значи областен испраќач, областен примач за меѓународен транзит. Не би пуштал затоа што е, не знам со Брисел дали оди целава комуникација, а плюс имам еден шифрарник за транзитните испостави погрешно референциран да го поправиме. И за меѓународен транзит би пуштиле сепаратно видео, зашто гледам би од поракиве тој дел е прилично чувствителен, значи ќе изработиме од теков на викендов примери, ќе ви пуштиме сепаратно видео за меѓународен транзит да речеме со овластен испраќач, без овластен испраќач, значи ќе ги направиме сите случаи да кажеме. И се полека ја би привршил, само да видам дали има некои дополнително прашање. Ovo za tarifiranje Chaos Consignment ima jedna deklaracija od Tabanovca do Vjegelija sa 2 primачи в Греција. Наравно, Да, добро, тоа ќе им пуштиме сепаратни. Да, посебно, значи за повеќе испрачачи и примачи ќе направиме повеќе кейсови случаи за тоа, затоа што, како што напомнав на претходната презентација, овде клучна разлика е, значи, хаус, делот консайнмент, значи, домашна пратка, Збирна декларација дали исто направи. Збирната декларација во СИДЕП система, значи тоа си останува, се прави збирната декларација, ако се мисли на тоа. Че во старо решение што е за НЦТС четврка, чисто ви долом дека таму не постои, нели, хаус консайнмент, ваму постојат само наименувања. И по наименување се внесуваат испрачач и примач. Е сега во новото решение за НЦТС 5, тука е, значи, клучна разликата. Ја мислам дека беа 999 хаус консайнменти, во секој може по 999. Значи, прилично може да има многу наименувања. Значи, ако имаме еден испречач, во делов на партиципент го ставаме, значи, испрачачот во заглавието. И ако има, нели, еден примач. Е сега, во конкретниот случај имаме 3 наименувања. И сега да кажеме дека сите овие 3 имаат различни испрачачи и примачи. Значи, во тој случај треба да се креира значи во листава на хаус консайнмент може да има, нели, една или повеќе. Само во конкретниот случај има хаус консайнмент еден, значи, член на листата. И за тука имаме соодветно испрачач и примач. И на ниво на айтем имаме само примач. Е сега, ако имаме различни испрачачи, тогаш ќе треба да креираме, ќе направиме тој случај.
Значи, ако сакаме да креираме нов айтем, се клика на house segment на некој од тие, да речеме на првиот, и на new item се креира нов айтем. Значи може да креираме, да речеме 4, само нема дали тоа да го креираме, него креирам јас нов house segment. Например, Siemens 7. Поштенски број, не бе, ако го имате да се удат, ако не, па ова е задолжително поле, мора нешто да се внесе. Овие контакт не се задолжителни. И сега рековме дека ќе имаме случај на различен примач. И сега ќе ги тргнеме на ниво на header. Го взимам, значи, начин. Снимаме во оваа позиција. Да, добро, за ова ќе ви пуштиме поединечно видео, некои податоци како не ни ги снима. Значи, треба да се внесе, ако кажеме се 20 различни испрачачи и примачи, но за првиот испрачач и примач имаме повеќе наименувања, треба да се внесат овде испрачачот и примачот, едниот, и соодветно во вториот house segment треба да се внесат консигнорот и испрачачот и примачот. И тогаш би важело, нели, за сите наименувања. Сега тука би напомнил дека има специфика. Ако имате, например, нека логистичка фирма, може да биде испрачачот, нели, исти, а на секој айтем може да има различен примач. Значи, овие финеси ќе ги направиме во сепаратно видео, значи ќе ви пуштиме, како што напомнав, и за меѓународен транзит, што се неколку сценарија, и за овој дело за повеќе наименувања. Со тоа што има специфика и за делов за наименување и за меѓународниот транзит што ќе важат за транзишн периодот. Кај нас е транзишн период од 13 до 21, а после 21 има други рулеви, и затоа планирам уште една презентација да направиме, на која што ќе ги напомнеме разликите, односно како ќе биде оној full NCTS 5, до таа презентација тоа ќе го разгледаме. Добро, има нешто и други специфики, прашање нешто? Вероника не одговара исто. Така, имам заткнутање, може да се види. Да, Како изгледа? ќе направиме и тоа. Да.
Значи во делот на принт се појавуваат репортите што може да ги принтате. Прво е notification. Добро, значи нешто не го отвара. Значи ќе ги имплементираме и тие. Значи ќе имате 3 репорти, едниот ќе биде notification и транзитен пропратен документ и со security. Значи ќе ги опфатиме сите случаи, мада во принцип тоа може да го и штампате од страната на царин. Значи може во било кој момент од тука да го штампате. Значи, би бил сличен на овој репорт наши. Прилика исти сите рубрики малку само изгледот е различен. Дали може да имат согласување на помило поедноставено како и претходен документ, кога се внесува стока внесена во покача. Тоа да се мисли на збирните декларации. Еве во последната порака ја говорам, дали може делот со внесување на пломби во предоставяне Не ќе му на сега ќе го отвориме делот за пломби кај се внесува. Че во делот, значи таму в транспорт има пломби или број пломба. Има да речеме 2 пломби. Че во овој сегмент во нашата апликација се внесуваат пломбите. Сега тоа прашање во дали понатаму ако се вади значи од збирна декларација, че на делов кај што е претходен документ, тука дали ќе го внесувате тоа, ќе се договорите со царина, че може да внесете тука да речеме на МРН, значи МРН број од збирна декларација, кој е број на наименување, значи 3, тип на пакување, бил како не видно X. Колку значи пакување? 8. Има тука дополнително како единица мерка. Колку е количината и некоја дополнителна информација. За овој дел ќе мора со царина значи да се консултирате, за ово немаме информација дали треба да го наведете МРН бројот на збирната декларација и соодветно ако се вади од магазин. Некој прашање има за примачи од Грција, тоа сепаратно
ќе ги фатиме, значи, повеќето случаи за повеќе испрачачи и примачи доколку има. Само би напомнал дека ако го имате даночниот број, тогаш не треба да ги внесувате името, адресата, градот, него се внесува само даночниот број, или ако имате EURI број. И са не напомнав само малку за меѓународен транзит. Во делот на партиципент има кериер, значи тука е транспортерот, исто и ова е задолжително. Се внесува, значи, EURI број на транспортерот. Ако има случај холдерот на постапката и кериерот да ист, значи тогаш не се внесува кериер, се внесува само холдерот. За повеќе испрачачи и примачи, тоа ќе го опфатиме дополнително презентација. Да, за принтањето ќе ги вклучиме, значи, репортите во понеделник. Сега чисто ќе го покажам тој едниот notification, значи ние го направивме и тој репорт плюс е старото решение. Значи како известие со МРН број и ЛРН број. Во инцидент спетката не е задолжително да се штампа, ама ако има, нели, на табанот се посебно гужва, не е лошо да се штампа. Значи ова е тој, ќе го имате и овој репорт и репортите со транзитен пропратен документ обичен и со security. Тие се на делот на принт, значи декларацијата. Се селектира декларацијата и на принт бирате кој репорт ќе го штампате. Да, прилика тоа е, така. Учителите се звук. И дечки, ако е тоа, во тој случај ќе завршиме за денес и ќе до следната прилика ќе пуштиме најава кога ќе биде следната презентација а во меѓувреме ќе снимиме видеа кои што ќе ги закачиме на нашиот YouTube канал, каде што ќе биде всушност и видеото од оваа презентација. Се гледаме другиот дел на обуката, ќе биде некаде помеѓу 13 и 21, кога ќе имаме поточни информации и повеќе материјал за после потранзициониот период на НЦТС. Океј. Фала ви на присуството, се гледаме повторно во следното. Пријатно.